Радио Бубамара. Најголем доказ дека Бубамарата носи гости сте вие присутни вечер овде. Мислам, тоа не може да се измери со ништо. А сега вака. На почетокот прво оди едно име, па потоа оди една буква, па има точка, па потоа доаѓа презимето. Дали знаете за кого станува збор? Јас знам. Сара, знаеш, за кого? Драган Б со точка Костич. Драган Б со точка Костич, дами и господа, го покануваме да ги прогласи најдобрите во радиопродукцијата. Знаете, радиоводителите најверојатно имаат 1001 слабост во однос на телевизиските водители, но имаат и 3 предности. Првата е што може да ги држат нозете во леген и лете и зиме, а никој тоа да не го забележи. Втората е, не мора да трошат пари за штирак, за да имаат насмевка од друго од уво. И третата работа е можеби најважна. Никогаш не доаѓаат по ситуација да кажат за мојата добра фризура и прекрасен изглед се погрижи бутикот Бјути, за мојата горна гардероба се погрижи бјутикот Убавица, а долната гардероба нека остане тајна. Сега, бидејќи радиоводителите не ги гледате, само ги слушате. Јас би сакал вечерва и добро да ги видите. Според организаторот, за емисија на годината е емисија која е од продукцијата на Радио Антена 5 од Скопје. Емисијата Чао Антена, DJ Dynamite, алијас Зоран Петров. Ова е Бубамара, а ова е Зоран Петров. Многу ми е драго што на 20 годишнината од моето прво појавување на радио ја добивам оваа награда. И можам само да кажам уште многу златни бубамари на популарноста. Чао Антена! Зоран Петров. Би сакал накусо, бидејќи не сакам да му украдам шоуто на Тони, а никој не може да му украде вечерва. Една жена пред извесен број години, за жените не се кажуваат годините, успеа да ме најде во ново листиче каде што може да ме најде само полиција и инкасант. И ми кажа, би сакал да ми снимиш една касета со Дженис Джоплин. Причина, сакам да направам емисија за неа и сакам да ти бидам колега. И каква игра на судбината, таа 1998 е прогласена за најдобар водител од Радио Уно, Јасмина Пакашки. Жената која постојано ја слуша слушателите на Радио Уно, не знам само дали се сеќава на тој настан и дали ја направила емисијата за Дженис Джоплин. На наставот ти ме подсети сега, инаку навистина изумив кога те видел дека ти ги даваш радиските награди. Воопшто не ми текна дека на тоа ќе ти текне. Ти благодарам што се сети за тоа и им благодарам на сите што ми ја доделија нели оваа награда на Ранко, на Бубамара и многу су возбудена. Во овие нови демократски времења приватните радиостаници не може да живеат без реклами. Има секакви, има добри, има лоши. Они кои ги прават се грижат да бидат што подобри и за нив добро се плаќа, се разбира за добрите. Лошите се забораваат. Затоа во категорија најдобри радиоостварувања влегува и најдобар радиски спот. Според организаторот, најдобриот радиски спот за King Burger
Заслужен е Александар Митевски. Тој е најверојатно единствениот меѓу луѓето од радиопрофесијата кои умее да пее. Устанати умеа да зборуваат, но и тој знае. Повели. Фала многу да кажам една работа. Многу ми е добро што рекламите отидоа во тој правец. Рекламите се пеат во Македонија и напишав една стихотворба во оваа прилика. Оди вака. Ова не е работа мала. Кариерата се гради скала по скала. И на сите вас овде во универзална сала сакам да ви кажам едно искрено фала. И конечно, иако радиопрофесијата најверојатно има многу категории, четвртата категорија за вечерва, за нешто за што знам дека сигурно ќе се согласите. Мината година беше спортска година. Имаше светско фудбалско првенство и редица други. Но знам еден човек заради кого јас на пример пропуштив да дознам дека многу често и многу лесно се менуваат имињата дури на врвните спортисти, па пропуштив да дознам дека Шукер се вика Шурјак. Пропуштив да слушнам некои измени во македонскиот фонетски јазик дека се вели Јамајка, репрезентација и така натаму, а тоа знаете зошто? Затоа што гледав телевизија, а слушав еден коментатор кој со коментаторството спортско има заедничко колку вие со јадење стапчиња кинески, не тајвански. Човекот се вика Јанко од канал 103 за најдобар спортски коментатор. Бидејќи Јанко е вистински радиокоментатор и не се појавува во јавноста, јас не знам дали имаме со Гене спремно поздрав од Јанко. Имаме директно, не имаме ништо, значи ќе го поздравиме Јанко. Чао Јанко! Јанко не е срамежлив човек, но има принципи, не сега се појавува во јавност. Принцип. Тоа е се од оние категории. И сега најглавната категорија во доменот на радиото. Доделуваме награда за животно дело. Да, И веќе можете да испретпоставите кому ќе му ја доделиме таа награда. Да, бидејќи јас прва го погодив името. Јас ќе доделам таа награда на Драган Б. со точка Костич. Браво! Дозволете ми само една минута. Кога човек 25 години, оние кои ги нарекува пријателки и пријатели, и натаму го пуштаат по своите домови, благодарејќи им на радиоприемниците, тоа значи дека им ги собрал симпатиите и им ја собрал довербата. Довербата не се плаќа со никакви пари. Се надевам дека и во наредните 25 години, ако здравието добро ме служи, ќе ја заслужувам вашата доверба. Ви благодарам.